Беше пријатно да се биде дел од караванот со кој се реализира идејата на Kia Motors Македонија да им ја приближи на свој начин на македонските новинари со несекојдневна промоција на четвртата генерација на корејски бестселер моделот Kia Sportage. Караванот тргна од импортерскиот центар на Kia Motors Македонија и се состоеше од повеќе возила, но во главна роља беа двете сосема нови изведби на кросоверот, еден со бензински, а другиот со дизелски агрегат со различно ниво на опрема. Според замисленото, крајната дестинација на краткото патешествие беше винаријата Стоби, а новинарите на оваа релација се менуваа за доправувачот на двете возила за да го почувствуваат новитетот и колку толку да се запознаат со вредностите на ова навистина прекрасно ново дело на великанот на својот занает, дизајнерскиот маг Питер Шреер. Се разбира, се им одеше од рака на организаторите, а посебно ги разгали срцата пролетното сонце. По посетата на винаријата, каде ни беше предочен развојниот пат кон успехот на варијантата Стоби, се одржа пресконференција на која одговорните на Kia Motors се обидоа да ни ги приближат новините кои се имплементирани во оваа четврта генерација на моделот. Kia Motors оваа година го лансира новиот Sportage, четврта генерација. Убаво е кога се збори за нешто што е веќе неколку генерации. Обично како млада фирма која веќе ствара реноме, ствара семени вредности, значи четвртата генерација е пред нас. Нема небитни модели за нас во Kia Motors, меѓутоа не смеам да кријам сепак Спортажот во Македонија, ако не и пошироко, за Kia има многу големо значење. Тоа е возило преку кое се препознава веќе брендот. Убаво е кога се каже Sportage, не викаш Kia. Значи преку моделот го представуваш и брендот. Четвртата генерација веќе е доста позрела. Може да се забележи дека како што поминуваа генерацијските периоди, првата генерација која беше старт во сегментот, воопшто корејанците направија некој нов момент кој гледам дека се прифаќа на взаемно задоволство. Значи, започна со некоја скромна бројка, зборам за некои вредности во производство глобални, со околу 500.000 автомобили, првата генерација. Втората генерација веќе двојно се зголеми, скоро двојно, чинам негде околу 800-900.000 примероци. Трета генерација која токушто заврши со својот животен век, веќе двојно се продаде, се произведе, значи негде околу 1.800.000. Четвртата генерација која е пред нас, планот е 3 милиони глобално. Спортажот се работи во две фабрики. За Европа се работи во Словачка, фабриката во Шилина, другата е во Сеул во Кореја. Фабриките една со друга немаат заеднички точки, секоја работи за различен пазар. Што се однесува до нашиот пазар, ние сме убедени и сме доста позитивни. Двигател на Kia Motors во Македонија е Спортажот. И по волумен, и по препознатливост. Преку него сакаме да го зголемиме идентитетот и вредноста на самиот бренд. Во оваа генерација се е помрднато еден степен нагоре. Ценовно се потрудивме и чинам дека успеавме да го задржиме нивото. Мало помрднување има во цената нагоре, не полни 10% во однос на минатата генерација, меѓутоа во истите 10% добива и елементи на опрема, што го прави уште така поприфатлив и поинтересен.
Компанијата Мак Петрол во продажниот салон на Honda ја промовираше наградната игра од програмата за лојалност Верна под наслов "Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш". Мишко Тасевски, раководител на секторот маркетинг на Мак Петрол АД Скопје, го презентираше концептот на наградна игра, проект целосно посветен на најлојалните потрошувачи. Наградната игра ќе започне на 11 април и ќе трае до 5 јуни 2016 година. Играта ќе се одвива во 11 посебни кола, од кои 8 неделни кола, 2 месечни кола и едно главно коло. Начинот на учество во оваа наградна игра е едноставен. Сите корисници на Верна картичките се потенцијални учесници во наградната игра. Во наградната игра учествуваат сите трансакции на учесниците кои при секое поединечно плаќање ќе впишат најмалку 10 или повеќе бодови на својата Верна картичка. На учесниците во наградната игра ќе им биде понудена широка палета на награди, а тоа се секоја недела подарок поени на Верна картичка, Лубекс моторни масла и ваучери за гуми. Дополнително, секој месец компанијата ќе подари по 2 лаптоп компјутери од Dell и викенди за двајца во хотелите на Мак Петрол во Струга и Маврово. И на крај, главната награда е прекрасниот скутер Honda 125. Извлекувањето на наградите ќе се врши за секое поединечно коло. Списокот на добитниците на наградите ќе биде објавен на веб страната на Мак Петрол. Шкода објави дека во погоните на брендот во Млада Болеслав беше произведен представник со реден број 1 милион од третата генерација на хит моделот Октавија. Од представувањето на автомобилот во 1996 година до сега се произведени околу 5 милиони единици вкупно. Јубилејниот представник со реден број 1 милион на третата генерација на Октавија, кој почна да се произведува во 2013 година како најдобар просторен, безбеден и практичен модел во сегментот, е од модификацијата Октавија Скаут. Со 5 врати или комби, со преден или погон на 4 тркала, со спортска верзија RS или офроуд модификација, со бензиски, дизел или мотор на природен газ. Актуелната генерација на Шкода Октавија е најкомплетниот модел во целата историја на компанијата. Минатата година продажбата на Октавија забележа ниво од 432.300 пласирани единици, што представува зголемување за 11% во споредба со резултатот од претходната година. Во првите 2 месеци од 2016, реализацијата на моделот е на ниво од 70.500 единици. Hyundai Motor доби уште едно признание за дизајнот на своите автомобили од најпрестижните награди Red Dot Design Awards. Наградата овој пат е за целосно новиот и уникатен како идеја модел Ioniq, кој е достапен во 3 главни верзии во зависност од погонот: Ioniq Hybrid, Ioniq Electric и Ioniq Plug-in. Со наградата во категоријата автомобили, Ioniq е 6-тиот модел на Hyundai кој се закитува со признанието Red Dot за последните 3 години. Во минатогодишното издание на изборот Red Dot Design Awards, признание добија новата i20 купе и 20 и новата Sonata, а во 2014 награда добија новите генерации на Genesis и i10. Lamborghini Aventador стана најпродаваниот модел на компанијата во незината историја. Од производствени таленти во фабриката во Сант'Агата Болонјезе слезе автомобил од моделот со сериски број 5000, покрај тоа што стана апсолутен рекордер за фирмата. Авентадор го надмина и својот претходник Мурциелаго. Супер ѕверката беше пензионирана по точно 4099 произведени примероци. Вредно е да се напомене дека во последниве години Lamborghini пушти доста специјални верзии на Авентадор, со што многу се зголеми интересот за моделот. Во скоро време очекуваме и обнова за машината, која се планира да се одржи на пазарот уште неколку години. Неодамна беше потврдено дека изминатата година
била најдобра во историјата на брендот. За 12 месеци од 2015 година, италијанците успеа да реализираат 3245 сосем нови своји автомобили ширум светот. Постигнувањето е доста подобро од тоа во 2014 година, кога се продадоа малку над 2500 нови возила. Очекувањата се во 2016 година трендот да се задржи. Целта е да се помине границата од 3500 примероци. Традицијата е секако една од најголемите вредности на оваа салонска автомобилска смотра, односно манифестации од ваков карактер во големото јаболко се одржуваат од далечната 1900 година. Всушност, ова беше 116-тото издание на New York Motor Show. Производителите на годинишниот салон се надпреваруваа во многу елементи, но примерни беа што помалата потрошувачка на гориво, емисија на гасови како и поповолна цена. Инаку вреди да се напомене дека во големото јаболко годинава имаше близу 250 излагачи од над 30 земји во светот, со над 1000 експонати и 50 премиери. Еден од хит моделите во Jacob Javits Center, каде се одржа оваа смотра, секако беше вториот во палетата на Mercedes-Benz со купеовски облик кросовер GLC Coupe, дело на нашиот млад дизајнер Славче Таневски. Ова е прв комплетен труд откако е дел од дизајнерскиот тим на штутгарскиот гигант, иако прототип на моделот германците покажаа уште пред една година во Шангај. Сериската варијанта речиси не се разликува од него. Должината на возилото е 4730, висина 1600, а растојанието помеѓу двете оски достигнува 2873 мм. Волуменот на багажникот на новиот кросовер на Мерцедес е 491 литар, кој со соборување на задните седишта расте до 1205 литри. Уште во основната варијанта има спортска суспензија, а за доплата клиентот добива адаптивно или воздушно подпирање. Моторите на автомобилот доаѓаат од стандардниот GLC. Во Нью Йорк блесна и најмоќната модификација Mercedes AMG GLC 43 со 3-литарски V6 со 367 конски сили. Од европските адути го издвојуваме Audi R8 Spider V10, максимална моќ од 540 конски сили, 540 Нм вртажен момент, спринт од 0 до 100 км/ч за 3,6 секунди и максимална брзина на движење од 318 км/ч. Тежина само 1612 кг. Ова се основните параметри на кои ќе може да се потпрат идните собственици на новото Audi R8 Spider V10, кој блеснува во полн сјај на салонот во големото јаболко. Моторот со зафатнина од 5,2 литри на Audi R8 Spider V10 е комбиниран со 7-степена роботизирана менувачка кутија S-Tronic и со модифициран систем за погон на 4 тркала Quattro. Двоседот има преклоплив покрив, кој може да биде отворен или затворен при брзина на движење од 50 км/ч, а целата процедура трае околу 20 секунди. Chevrolet го представи во Нью Йорк новото Camaro ZL1. Во случајов, иако станува збор само за модернизација на познатиот модел, има многу новини како во дизајнот, така и механиката на американската икона. Од техничка гледна точка, новото Camaro ZL1 е опремено со 6,2 литарски V8 LT4 мотор на Corvette Z06 и генерира 650 конски сили. Покрај 6 брзински мануелен, веќе се нуди и 10 степен автоматски менувач. За подобро однесување на патот и патиката од GM додале суспензија Magnetic Ride со пирачки Brembo, електронски контролиран диференцијал, систем за контрола на тракцијата, како и можност за избор на различни опции на работа на моторот.
Линколн лансираше изненадувачко концепт возило навигатор, кое е опремено со странични врати што се отвораат нагоре. Идејата на луксузната марка на Форд е да го представи пространиот интериер на возило. За жал, во серискиот модел вратите нема да бидат задржани, бидејќи не се особено практични во секојдневниот живот. Погонот на концептот е доверен на 3,5 литерски V6 мотор, кој генерира моќност од 400 конски сили. Најверојатно, серискиот модел ќе располага со истиот мотор кој е познат и од други модели на синиот овал. Носителот на круната светски автомобил на годината, родстерот Mazda MX-5 во Њујорк пристигна опремен со тврд покрив. Од компанијата ја одредуваат Mazda MX-5 RF, како што е полното име на возилото, како фастбек со блага линија на покривот и монтажен тврд покрив со задно стакло. Самиот покрив може да се собира или отвора при брзина од 10 км/ч, а зазема сосема малку простор и не се намалува обемот на багажникот. Друга карактеристика на новата варијанта на Родстер е специјалната боја Machine Grey. Во палетата за Европа кај Родстерот Mazda MX-5 влегуваат 1,5 и 2-литарскиот бензински мотор Skyactiv G, кои работат во комбинација како со 6-брзински мануелен менувач Skyactiv M, така и со 6-степен автоматски, достапен само за верзијата со тврд покрив RF. Од другите новитети би ги издвоила новата креација на популарниот Нисанов Годзила. Тоа е првиот редизајн на супер изведбата која беше представена на салонот во Токио во есента 2007, која пристигнува со многу промени во екстериерот и интериерот. Автомобилот има целосно нова предница. Изменета е формата на маската, која сега има V-облик. Позади браникот исто е променет. Toyota го представи целосно новото засилување во модифицираното семејство на хибридниот модел, наречено Prius Plug-in Hybrid. Главните новини кај автомобилот се поврзани со зголемената автономија при движење во чист електричен режим и зголемената максимална брзина на движење што ќе достигнува 135 км/ч. Toyota Prius Plug-in Hybrid доаѓа со поголема литиум-ионска батерија 8,8 кВт, која обезбедува автономија на електрична енергија од над 50 км, а според компанијата просечната потрошувачка на гориво на возилото во комбиниран режим на употреба е само 1,4 литри на 100 км. Полнењето на батеријата трае 2,3 часа. На сајмот во Њујорк деби за верзиите седан и хетчбек на популарниот модел на Subaru, компактната Импреза. Сериската Импреза е многу блиска до концептот што го видовме минатата година. Дизајнот сепак е малку поблаг, односно моделот не изгледа толку агресивно и футуристички. Интериерот исто така е целосно нов. Најголемата новина кај моделот е архитектурата. Ова е новата глобална платформа на јапонската марка Subaru Global Platform, која ја подобрува структурната црстина на возилото до 100% во однос на сегашните модели. Шасијата нуди исто така значително подобрување во однос на бучавата и вибрациите, како и поголеми димензии во внатрешноста. Големи возбудување предизвика хибридниот концепт со исто име на градот каде се одржува салонот, на луксузната поделба Genesis. Со ова се најавува визуелниот идентитет за новиот G70, кој ќе се впушти во борба со докажаните и популарни германски конкуренти. Луѓето од Genesis највеќе се концентрираат на дизајнот, кој го опишуваат како луксузен и модерен и најавуваат нова атлетик елеганс насока. Концептот носи нова керамик блу сина боја, а формата е навистина динамична и елегантна. Концептот е придвижуван од хибриден погон. Вкупната системска моќност е 245 конски сили и 353 ньютон-метри вртежен момент.
Традиционално на салонот за автомобили во Њу Јорк секоја година се објавуваат резултатите од гласањето на жирито за избор на автомобил на годината во светот. Наградата Светски автомобил на годината за 2016 оди во вистински раце, кај новата генерација на Mazda MX-5 и како резултат на тоа марката веќе може да се пофали со 2 признанија во овој избор, откако Mazda 2 го освои истото во 2008. Најпосакуваниот, а согласно на тоа и најпродаваниот родстер на светот, Mazda MX-5 доби уште едно признание во годинишното издание на изборот за најдобар дизајн во светот. За најдобар луксузен автомобил во светот за 2016 година беше прогласена новата генерација на предводникот на BMW, престижната серија 7, а за најдобар спортски модел Audi R8. Наградата Светски еко автомобил на годината 2016 оди во рацете на Toyota Mirai. Норвешка станува првата држава во светот која ќе донесе целосна забрана за употреба на автомобилите со бензински и дизел мотори. Продажбата на слични возила ќе биде прекината во 2025 година, објавија медиумите во земјата. Оваа забрана се очекува да биде и официјално усвоена од парламентот во Скандинавското кралство. Таа ќе почне да действува со преоден план кој ќе стапи во сила во 2018-2019 година. Тој ќе ограничи продажбата на автомобили со повисоки нивоа на штетни гасови, односно во преден план ќе се најдат класични хибридни плагин изведби или комплетно електрични. Целата операција треба да заврши во 2050 година, кога на територијата на Норвешка ќе може да се движат само возила кои не користат нафта. Одлуката е донесена како дел од борбата на земјата, која е меѓу најголемите производители на нафта против климатските промени. Скандинавската држава планира да инвестира значителна сума за масовно проширување на патеки за велосипедисти и посебни коловози за градскиот транспорт. Околу милиарда евра ќе бидат одвоени за изградба на велосипедски магистрали кои ќе поврзуваат 9 града. Покрај тоа, Норвешка ќе стимулира продажбата на електрични возила со донации од владата во вредност од 420 милиони евра годишно. Jaguar соопшти дека компанијата ќе состави 9 представници на легендарната спортска изведба XKSS, прва во светот класифицирана како супер автомобил. Одлуката на Jaguar за бројката на автомобили кои ќе бидат составени не е случајна. Точно толку биле уништени, вкупно 25 произведени за време на пожарот во фабриката Browns Lane во февруари 1957 година. Оригиналната идеја тогаш била сите премироци да се наменети за пазарот на САД, но само 16 го постигнуваат тоа. Jaguar XKSS е развиен врз основа на тркачкиот D-Type, а се одликува со поголемо задно стакло, поинаква совозачка врата, одстранувањето на карактеристична перка зад возачот. Секој еден од представниците на новиот XKSS ќе биде изработен рачно и според оригиналната спецификација од 1957 година, а цената на автомобилот ќе биде над 1 милиони фунти. Првите испораки на Jaguar XKSS ќе бидат спроведени на почетокот на следната година. Официјално ова е питата генерација на Opel Astra, но ако се навратиме во историјата, вреди да се напомене дека првиот германски Opelов Das Auto беше култниот Кадет B, а предок на сите компакти од Opel секако е Кадет од 1936 година. Тоа значи дека новата Astra K е 11-та генерација на моделите од C сегментот и вреди да се напомене дека за 8 децении во оваа класа се произведени над 24 милиони возила. Многу мина во жилбата да го оспорат новиот блесок над звездата. Коментираат дека како и сите германски компакти, и ова е само модификација на претходната генерација, но ако добро се погледне, а и проба како што имавме можност ние, благодарејќи на соработката со еден од дилерите кај нас, Ауто Цемо Тетово, ќе се забележи дека во Opel добро ги засукале ракавите за да создадат мощен силен адут во најжестоката класа на пазарот.
Реално има многу подобрувања во однос на до неодамнишната серија J, па новината донесува многу голем напредок во комфорот, возните својства и динамичноста. Најважниот елемент во ова секако е технологијата со која е намалена масата на возилото. Opel Astra K е изградена на нова архитектура, благодарение на која инженерите успеале да ја намалат масата на автомобилот помеѓу 120 и 200 кг во зависност од верзиите и нивото на опременост. Самото купе е за 20% полесно од тоа на Astra J, а само преку новата шасија се заштедени околу 50 кг. Конструкцијата е изградена од лесни и високо квалитетни материјали, ултра цврст челик и легури. Astra располага со подинамичен и истовремено помирен, со далеко поблаги линии дизајн, кој е под влијание на концептот Monza. Моделот лесно може да се препознае како Astra, иако демонстрира целосно нови предни и задни делови, прикриен заден носач и силно заострени завршитоци на покривот. Новата генерација на моделот е за 5 см пократка во споредба со Astra J, а растојанието меѓу оските е намалено за 2 см. Сепак, растојанието за нозете напред, како и на задните седишта е зголемено за 35 мм. Многу важен елемент во екстериерот е секако што возилото има подобрен коефициент на аеродинамичност, еден од најдобрите кај моделите од оваа класа. Тоа е постигнато благодарение на нов пристап кон дизајнот на каросеријата. Кај новата Astra коефициентот на отпор на воздухот е 0,28. Импресивниот резултат е постигнат со насочување на наклонот на покривот кон задниот дел, како и со поставување на мал спойлер на багажникот. Освен тоа, задниот носач на хеџбекот доби оригинална форма и специјални аеродинамични елементи. Овде треба да ги споменеме секако LED дневните светла и макленките. Внатрешноста е дизајнирана опеловски, во споредба со претходникот со далеку помалку копчиња и секундарни команди. Она што прво остава впечаток е навистина мощна функционалната инструментална табла, далеку подиректниот управувач и полесното шалтање со менувачот. Меѓу врвните достигнувања од технолошки аспект е новиот инфосистем Intel Link, кој работи со дисплеј чувствителен на допир. Интересна новина во целосно променетиот интериер се седиштата кои се регулираат во различни насоки. Opel со помош на новата архитектура го има ефикасно употребено просторот. Иако е помала од досегашната во сите димензии, внатре новата Astra е попространа и покомотна. Кога сме кај внатрешноста, мора да го споменеме амбиенталното светло со интересни апликации, како и солидниот багажен простор од 370 литри. Под хаубата на тестниот модел чукаше срцето на 3-цилиндерскиот турбомотор со моќност од 105 конски сили. Овој агрегат со вакво ниво на моќ е специјално наменет за Astra и веќе по само неколку изминати километри се наметнува со својата добра избалансираност и еластичност. Рамномерно отпушта сила под ниски вртежи, знае добро да повлече, што го чини вистински даунсайзинг и може слободно да се носи со изведбите на ова поле од Ford и Volkswagen. Забрзувањето до 100 е за 11,2 секунди, а најголемата брзина е 190 км на час. Нема неравномерна работа и вибрации, а оние 105 коњи знаат добро да забрифтаат над 4000 вртежи во минута, а оној специфичен звук го крева адреналинот. Кога ќе се стават сите компоненти, помала тежина, подобра аеродинамичност, нови технологии, како и стандардниот старт-стоп систем, овде слободно можеме да го пофалиме и нивото на потрошувачка која не мина 7,5 литри во просек.
Со намалувањето на тежиштето, новиот компакт од Risselsheim е далеку постабилен и подинамичен. За ова свој придонес има и унапреденото полукруто подпирање со ват носачи, кој дава придонес за поспортско однесување на подлогата. Се изгледа цврсто и компактно, што секако влијае на комфорот. Со овој мотор и вакво подвозје, лесно е да се достигне посакуваниот темперамент, особено важен при побрзото минување на свиоците, каде до израз доаѓа и поставеноста на конструкцијата. Нема сомневање на елементот возни својства. Опеловите експерти навистина добро изработиле. Вака спакуваната изведба во салонот на Auto CEM со сите додатоци се нуди за цена од 15.520 евра. По 20 години присуство на пазарот, 3 генерации, неколку специјални верзии и продадени речиси 5 милиони единици, пристигнува четвртото поколение на пионерот кај моноволуменските мултифункционални изведби Scenic. Француската марка е неприкосновен лидер во оваа класа и нема намера да ги загуби позициите, па пласира на вистина нова и звонредна креација на ова поле. Дизајнот на надворешноста дефинитивно соборува, совршен микс од актуелните Меган, Талисман и Кадиер. Тоа значи дека во предниот дел доминира голема хромирана маска, обкружена со издолжени кон крилата фарови. Во интериерот гледаме бројни прегради за поставување на мали предмети, а конзолата помеѓу седиштата има можност да се пресели напред или назад, на тој начин обезбедува далеку поголем простор. Инфозабавниот систем со вертикално распореден 8,7 инчен дисплеј наоѓа место и тука. Ненадминат во класата е багажниот простор од цели 572 литри. За погонот станува јасно дека ова ќе биде првиот модел на марката кој ќе располага со така наречената лесна хибридна технологија, која кај Рено ќе го носи името Hybrid Assist. Таа ќе се нуди само за дизел мотор во верзија од 110 конски сили, дополнително ставена литиум-ионска батерија, која ќе се полни од зарегенеративниот систем за сопирање. Благодарение на тоа сите електрични апарати, вклучувајќи и климатизација, се напојуваат без да се оптоварува моторот и на тој начин помага за потрошувачка на гориво. Од компанијата додаваат дека бензинските агрегати ќе се со моќност од 115 до 130 конски сили, а дизел верзиите ќе бидат достапни со моќност од 95, 110, 130 и 160 конски сили. Сериски тие ќе се споени со 6-брзинската механичка трансмисија, а некои од модификациите ќе бидат достапни со 6 или 7 степен автоматски менувач со двојна спојка. Предвидено е и верзија со EDC автоматска трансмисија. Од новините ги издвојуваме системот за спречување на удар, на препознавање и за одржување на растојание во однос на возилото напред, како и системот за автоматско паркирање, кој за прв пат ќе препознава и места под агол од 45 степени на тротоарот. Во продажба веќе летово. Во продажните места низ Европа, во понуда ќе се најде караванската верзија на бестселерот од Risselsheim Opel Astra Sports Tourer, базирана на новата генерација на компактниот хетчбек представен предходно. Astra Sports Tourer е надградена на целосно нова автомобилска архитектура, која ќе ја овозможи да биде и до 200 кг полесна од досегашниот модел, а користењето на новата генерација мотори ќе овозможи подобра динамика комбинирана со помала потрошувачка на гориво и намалени штетни гасови. И Opel Astra Sports Tourer ќе се нуди со системот Opel OnStar и новите имидж состави IntelliLink, како и бројни системи за безбедност и асистенција познати само во автомобилите од повисоките класи. Новата Astra Sports Tourer, слично на хетчбекот, ја пренесува дизајнерската филозофија на Opel, во која скулпторската уметност се среќава со германската прецизност. Предниот дел се карактеризира со двојни хромирани лајсни со нов дизајн на логото на брендот, а предните светла се имплементирани како дел од маската, за да формираат графичко единство. Благата линија на покривот му обезбедува на караванот поголема издолженост, ефект кој е дополнително нагласен
вместен во C-носачот. Последната генерација Sports Tourer има исти димензии како досегашниот модел, со должина од 4702, широчина од 1871 и висина 1499 мм, но сепак е зголемен просторот во кабината. Возачот располага со 26 мм повеќе простор во пределот на главата, патниците во задниот дел пак со 28 мм повеќе за нозете. Караванот е со 1630 литри багажен волумен, а за прв пат задниот капак може да биде отворен и затворен без допир или со далечински управувач. Палетата на мотори со запатнина од 1 до 1,6 литри нуди моќност во опсек од 95 до 200 конски сили, а топ понудата е бензинскиот 1,6 Ecotec Direct Injection Turbo со 300 Nm. Opel Astra Sports Tourer традиционално држи околу 35% од продажбата на Astra во Европа. Најголемите пазари за комби моделот се Германија, Велика Британија, Италија и Шпанија. Најмалиот кросовер на Audi, долго очекуваниот Q2, за кој имаше неверојатна пинг-понг партија кога е во прашање името со Fiat, која на радост на луѓето во Инголштад ја доби господарот на прстените, конечно е тука. За да докажат дека Q2 не е едноставно мини верзија на другите теренци на компанијата, дизајнерите на Audi одбрале поинаков архитектонски пристап, контрастен C-носач, остри линии. Според зборовите на челниците на компанијата, ова е една комплетна спортска верзија на кросовер, мал по димензии, но крајно функционален и практичен. Спортскиот дух е посебно имплементиран во дизајнот, а она што дава посебен печат се LED светлата, предната широка маска, масивни спроводници, засечен заден дел на покривот, мал заден спойлер, рака на срце ни одблизу со дизајнот на своите поголеми браќа, но затоа пак внатрешноста не е многу различна од другите Q модели. Опремен е со познатиот мултимедија интерфейс систем на Audi, можно со доплата да се добие навигација MMI+ и екран чувствителен на допир, од кој се управуваат скоро сите функции. Системите за безбедност пак вклучуваат за препознавање на сообраќајни знаци, адаптивен круз контрол, предупредување за напуштање на лентата, Pre-Sense технологија. Собствениците на Q2 ќе избираат меѓу 6 агрегати со моќност меѓу 116 и 190 конски сили, 1.0, 1.4 и 2.0 бензински TFSI мотори, како и 1.6 и 2.0 дизел, а последниот од нив ќе се нуди во две варијанти. Тие ќе работат со 6 брзински мануелен или 7 брзински автоматски менувач со двојна спојка. Од Audi ја опишуваат оваа верзија како ефектно и крајно агилно градско возило и е сосема јасно дека Q2 ретко ќе го напушта асфалтот. Тоа се подразбира и од фактот дека стандардниот модел ќе се нуди со погон само на предните тркала. За кватро системот ќе треба да посегнете подлабоко во своите паричници. Покрај тоа системот ќе биде достапен само со двулитарските TDI дизел и TFSI бензински мотори. Q2 ќе биде достапен само во конфигурација со 5 врати, а димензиите се должина 4190, ширина 1790 и висина 1510 мм. Багажниот простор е со обем од 405 литри, со можност за зголемување до 1050 литри при соборување на задните седишта.